Стартуваме со најновиот дневник на К1 телевизија, а во него ви ги пренесуваме и најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што сега одбележа денешниот ден, ќе погледнете веднаш по најавите. Јас сум Катерина Нацева, останете со нас. Проектот Мој општинар функционира, бенефитите и придобивките од истиот се веќе видливи. Утре во Велешкиот суд, седница на одбор на доверители на Фини Индустри во стечај. Се одржа првата крводарителска акција во 2018 година. Пред само еден месец започна проектот Мој општинар, а бенефитите и придобивките од истиот веќе се гледаат на терен. Секој општинар според потребите на својот район организира акции со кои се чистат дивите депонии. Освен депониите, се чисти и целиот град. Граѓаните на општина Кавадарци позитивно реагираат на овој проект. Некои од нив и помагаат во решавањето на проблемите. За убаво Кавадарци е мотото на градоначалникот Митко Јанчев, со кое впрочем ја започна функцијата како градски татко. Првиот проект кој што го ветуваше во предизборната кампања и кој што го реализираше е проектот Мој општинар. По само еден месец од неговата реализација, бенефитите и придобивките се гледаат на терен. Општинарите имаа една недела да се запознаат со своите реони, а веднаш потоа стапија во акција. Секој општинар, според потребите на својот реон, организира акции со кои се чистат дивите депонии. Освен депониите, се чисти и целиот град. Најважно од се е што граѓаните на општина Кавадарци позитивно реагираат на овој проект, а некои од нив и помагаат во решавањето на проблемите. Преку проектот Мој општинар се надеваме дека ќе се подигне свеста и одговорноста кај граѓаните, велат од кабинетот на градоначалникот. Сите напори и целиот труд кој се вложува треба да биде ценет пред се од граѓаните и тие безрезервно да се вклучат во создавањето на убаво Кавадарци. За убаво Кавадарци ќе биде еден долг процес во кој најголемо учество ќе имаат општинарите. Дваесет лица од Неготино вработени во јавни институции останаа без редовен приход за екзистенција. Најголемиот дел од нив се вработени во образовните установи. На сметка на тоа се вработени лица од СДСМ. За ова обвинија денеска од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на Неготино. Тие упатија апел до просветниот и трудовиот инспекторат да превземат соодветни мерки. 20 лица вработени во образовни и други јавни институции се отпуштени од работа, а на сметка на тоа се вработени партиски послушници на СДСМ, обвинија денеска од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Неготино. Најголем дел од отпуштените биле вработени во училиштата. Од ВМРО ДПМН упатија апел да се престане со политичките отпуштања од работа во сред школска година. И покрај апелите и соопштенијата од СОНК, на овие луѓе не им се продолжуваат договорите за работа. На сред училишна година се отпуштаат наставници со искуство и стручност без никаква причина, а местата ги пополнуваат со потполно нови кадри, при тоа не водејќи сметка како тоа ќе се одрази на учениците и наставниот процес, а некаде и не почитувајќи ги одлуките на легитимните училишни одбори во самите училишта. 20 семејства од Неготино останаа без редовен приход за екзистенција, наместо да се овозможи редовна и законска трансформација на нивните договори за работа, нагласи Пенков, повикувајќи ги просветниот и трудовиот инспекторат да ги проверат нивните укажувања и да превземат соодветни мерки. Со ваквиот начин на работа, СДСМ ги докажа како вистините сите наши укажувања во предизборната кампања, дека се работи само за предизборни маркетиншки лаги и манипулации, а најмалку за живот во Македонија за сите, рече Пенков.
Дали утре е денот Д за комбинатот Фени? Во Велешкиот суд со почеток во 11 часот закажана е седница на одбор на доверители. Нема информации дали стечајниот управник ќе соопшти информација околу тоа дали има заинтересирана компанија која ќе го земе комбинатот под наем. Работниците и понатаму стравуваат за својата судбина. Дали утре е еден од клучните денови за комбинатот Фени? Ова прашање си го поставуваат стечајните работници, кои се во исчекување на информации од одборот на доверители, но информации поврзани со огласот за издавање на комбинатот. Стечајниот управник Мирослав Анастасовски на седница на одборот на доверители, која е закажана за утре со почеток во 11 часот во Велешкиот суд, треба да соопшти колку доверители се пријавиле во постапката, кои од побарувањата се признати, а колку и кои се оспоруваат. За сега неизвестно дали на седницата стечајниот ќе соопшти има или нема заинтересирани по јавниот повик за давање под наем во време трајање од 6 месеци на комбинатот. Вработените и понатаму стравуваат за своите работни места. Се сомневаат дека е вистина на што деновиве се зборувало низ Кавадарци, дека компанијата ќе работи, но со многу помал број на работници. Според последните објави на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на живот во декември 2017 година во однос на претходниот месец изнесува 100,1, а индексот на цени на мало 100,4%. Движењето на индексот на трошоците пак на живот во 2017 година беше различно по одделни групи на потрошувачка. Валентина Михайловска анализира. Индексот на трошоците на живот во декември 2017 во однос на претходниот месец изнесува 100,1, а индексот на цените на мало 100,4, објави Државниот завод за статистика. Во 2017 година во однос на 2016 индексот на трошоците на живот бележи пораст од 1,4%, а индексот на цените на мало бележи пораст од 3,2%. Движењето на индексот на трошоците на живот во 2017 беше различно по одделни групи на потрошувачка. Пораст на индексите е забележан во групите комуникации за 8,5%, алкохолни пијалаци, тутун и наркотици за 6,3%, транспорт за 5,5%, ресторани и хотели за 3,8%, облека и обувки, рекреација и култура за 1%, мебел, покуќнина и одржување на покуќнината за 0,5%, храна и безалкохолни пијалаци 0,3%. Намалување на индексот е забележано во групите здравје и останати стоки и услуги за 0,6%, образование за 0,3%, домување, вода, електрика, газ и други горива за 0,2%. Според статистика, движењето на индексот на цените на мало во 2017 исто така беше различно по одделни групи на производи. Пораст на индексите е забележан во групите услуги за 5,5%, индустриско-прехранбени производи за 2,3%, земјоделски производи за 0,9% и индустриско-прехранбени производи за 0,8%. Групата пијалаци е на ниво на претходната година. Индексот на трошоците на живот во декември 2017 во споредба со декември 2016 забележа пораст од 2,4%, а индексот на цените на мало забележа пораст од 4,9%. Наредната недела, односно во среда, ќе бидат монтирани 33 прочистувачи на воздух во сите објекти на детската градинка Рада Поцева во Кавадарци. Овие прочистувачи се донација од компанијата Екотип од Скопје од брендот Blue Air, а инвестицијата изнесува 10.000 евра. Ова е втор дел од проектот на градоначалникот Митко Јанчев за чисто Кавадарци, веднаш по мој општинар. Во иднина следуваат уште неколку акции преку кои ќе се залагаме за почисто Кавадарци, велат од кабинетот на градоначалникот Јанчев.
кривична пријава против 57-годишниот Л.А. од Свети Николе поднесе полициска станица Свети Николе поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други и психотропни супстанции и прекурсори. Пријавениот ватерот на село Сопот одгледувал растение канабис сатива, истите ги берел, сушел и заради продажба во куќата во село Сопот во негова собственост држал 42,4 грама марихуана, која при извршен претрес била пронајдена и запленета. Се одржа првата крводарителска акција во новата 2018 година. Велешани и во оваа крводарителска акција ја покажаа својата хуманост. Велат, одлично е чувството кога знаеш дека ќе спасиш човечки живот. Собраните единици од течноста што живот значи ќе бидат наменети за скопските клиники. Голем интерес за првата крводарителска акција во новата година. Истата се одржа во просториите на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот во организација на Општинската организација на Црвен крст Велес и Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Одзивот е задоволувачки, а се очекува да се соберат околу 100 крвни единици, вели доктор Кирил Лазов. Од утрово акцијата се одвива во најдобар ред и бројот е поголем од очекувањата. Така да проектирани се некаде околу од 90 до 100 дарители, традиционално толку даруваат и мислам дека денеска ќе достигнеме таа бројка. Крводарителите со задоволство учествуваат во секоја крводарителска акција. Велат, одлично е чувството кога знаеш дека ќе спасиш човечки живот. Чувството е многу по-добро. Оти се причистува крвта. Ако не даваш, например, 3 месеци или годишно 3 пати да даваш, многу убаво е. Затоа така многу подобро да се. Вие по кој пат денеска давате крв? Годинава ми е прв пат, иначе имам над 80 пати дадена крв. Одлично. По кој пат вие давате денеска? Седми пат. Седми пат? Да. Така, дали ќе продолжите и понатаму да го правите истото? Ќе продолжам. Околу 19 мислам дека е до сега. Така да редовно давам крв секои 3 месеци. Препорачувате и другите да го Да, сигурно да. Колку можат нека даруваат, нека бидат хумани. Собраните единици од течноста што живот значи ќе бидат наменети за скопските клиники. Од Црвениот крст најавија дека и оваа година продолжуваат со организирање на вакви активности согласно годишната програма. Сообраќајна несреќа се случи денеска на регионалниот пат Велес-Чашка, во која директно се судрија 2 автомобили. Освен настанатата материјална штета, повредени нема. На лице место увид извршила уведна екипа од СВР Велес. Оттаму вела дека за причините за несреќата ќе информираат по завршување на комплетниот увид. Сообраќајна несреќа се случила денеска околу пладнен на регионалниот пат Велес-Чашка. Директно се судрија 2 автомобили. На местото на несреќата интервенирала полицијата, противпожарната и итната медицинска служба. Од СВР Велес преку соопштение информираат дека на регионалниот пат Велес-Чашка, кај поранешната фабрика за порцелан, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патнички автомобил марка Opel Vectra со велешки регистарски ознаки управувано од ДА 66 години и автомобил марка Suzuki Swift со велешки регистарски ознаки управувано 39 годишниот ИИ. Возачот од Сузукито со возило на итната медицинска служба било пренесено во Велешката болница. Таму направен му е конзилијарен преглед од доктор-травматолог и доктор-хирург. Не се констатирани повреди и лицето е пуштено на домашно лекување, информира во телефонскиот разговор главната сестра во општата болница Велес Марина Андова. Од СВР Велес велат дека за причините на несреќата ќе информираат по завршување на комплетниот увид. Продолжуваме со вести од Македонија.
ВМРО-ДПМН во петок ќе го избере новиот извршен комитет на партијата. Според неофицијалните информации кои ги објавија дел од медиумите, партијата во петок ќе го свика Централниот комитет кој треба да одлучи кој ќе членува во извршното тело на партијата. Според неофицијалните информации, во новиот извршен комитет на ВМРО-ДПМН се очекува да влезат многу нови лица, а делот по старите кадри да се повлечат. Лидерот Мицковски вчера рече дека планира да ја модернизира партијата и да ја зголеми незината функција. На 48-та владина седница усвоен е предлог законот за изменување и дополнување на законот за заштита на укажувачите и истиот беше доставен до Собранието на Република Македонија на понатамошно освојување. Со овој предлог закон се врши усогласување со меѓународните стандарди пропишани во оваа област. Се обезбедува поголема заштита на укажувачите, со што владата на Република Македонија јасно ги потврдува политиките на борба со корупцијата. Председателот на владата Зоран Заев во насока на преминување во делот 9 од планот 369 на владината седница најави дека до крајот на јануари ќе се формира ново тело, Совет за следење на имплементацијата на стратегијата во правосудството за период 2017-2022, со кое ќе председава лично тој. Министрите ја разгледаа информацијата за зголемување на придонесот на Република Македонија во мисијата на НАТО во Авганистан, одлучна поддршка 2018, зашто беше оценето дека е постигнат значаен придонес во интензивирањето на активностите поврзани со напорите за полноправно членство на земјава во НАТО. Беше усвоена и информацијата за реализацијата на препораките на ГРЕКО, група држави против корупција на Советот на Европа, дадени со извештајот за евалуација на Република Македонија, четврт круг на тема превенција на корупцијата кај членови на Собранието, судиите и обвинителите, и го задолжи Министерството за правда да го достави до ГРЕКО вториот ситуацијски извештај со кој ќе информира за целокупниот прогрес во однос на реализацијата на препораките. На предлог на Министерството за надворешни работи на вчерашната владина седница се разгледа и усвои законот за ратификација на дополнителниот протокол 5 на договорот за изменување и пристапување на Централно-европскиот договор за слободна трговија, зашто беше посочено дека представува обврска која што произлегува од самитот на Западен Балкан кој што се одржа во Трст, а чија што имплементација ќе влијае позитивно на трговската размена на земјата со земјите од регионот, од ЦЕФТА и земјите од Европската Унија. На владината седница беа именувани и нови директори на државните инспекторати. ВМРО-ДПМН е преку партиско соопштение наведува дека невини луѓе без никаква правна основа политички се држат во истражниот затвор, а правосудните органи намерно ја развлекуваат процедурата поврзана со одлучувањето по жалбите, иако станува збор за итни предмети. Ваквото однесување е уште едно недозволиво кршење на правата на притворените. Судот мора да биде заштитник на законитоста и гарант за правична постапка. Оваа обврска на судот не смее да биде погазена од судиите, без разлика со каков притисок се соочуваат. Судот не смее да биде соучесник во конструиран прогон за тероризам на десетици македонски патриоти. Апелациониот суд има шанса да застане во одбрана на демократијата и правната држава и да стави крај на конструираниот случај против десетици патриоти за настаните од 27 април минатата година во Собранието, стои во соопштението. Според ВМРО-ДПМН ова е конструиран случај. Институциите не смеат да се злоупотребуваат за фабрикување на политички постапки и политички прогон. Гушењето на демократијата и притворањето на оние кои имале храброст гласно да говорат против актуелните политики не е одлика на демократска власт. Државата има потреба од силни и независни институции, заштитник на граѓаните и нивните права, наведуваат од ВМРО-ДПМН. Товарен брод од Сиера Леоне се судрил со еден од руските носачи на авиони во Егејското море, соопштила руската морнарница.
Штетата на рускиот брод кој е дел од Црноморската флота е мала и истиот се вратил во пристаништето, пренесува Reuters повикувајќи се на руските медиуми. Како што се наведува, рускиот носач на авиони бил на пат од Медитеранот во Севастопол, главното пристаниште на Крим, вести од светот. Два терминала на аеродромот во Софија биле евакуирани поради закана од бомба. Узбуната била лажна, јави агенцијата БГНЕС. Евакуацијата ја наредило Министерството за внатрешни работи поради телефонска закана која била примена во 13 часот и 20 минути по локално време. Министерството за внатрешни работи на Бугарија соопштила дека по стандардните процедури на контрола востановено е дека пријавата била лажна. На лице место брзо пристигнале специјалните полициски единици, а на возилата не им било дозволено да се приближат на зградата. Кога било утврдено дека станува збор за лажна дојава, на патниците им било дозволено да се вратат во зградата. Неколку часа пред лажната дојава, на аеродромот била европската комесарка Лилијана Павлова, која присуствувала на представувањето на електричните возила. Земјотрес погоди област во Карипското море северно од Хондурас со интензитет од 7,6 степени според Рихтер. Во реонот на потресот објавена е опасност од цунами. Епицентарот бил на длабочина од 10 км на 2020 км североисточно од градот Парапатука во Хондурас. Земјотресот е регистриран во 2 часот и 51 минута по Гринич. Според податоците на Тихоокеанскиот центар за предупредување од цунами, можни се опасни бранови во радиус од 1000 километри од епицентарот. Нема информации за жртви или материјална штета. Управата за хидрометеоролошки работи информира дека ќе продолжи периодот на стабилно и претежно суво време. Во четврток се очекува да дува слаб јужен ветер, поради што по котлините ќе има појава на температурна инверзија која ќе биде најизразена од утре до петок. Значителна промена на времето се очекува од петок преку денот и ќе биде проследена со умерен северен ветер и врнежи од дожд, а на планините од снег. Позначително спуштање на температурата ќе се почувствува во сабота. Тука го завршуваме дневникот. Јас ви благодарам за вниманието. Имајте убава вечер и останете со К1. Пријатно.